Човек со 10 милиона евра е отприлика исто среќен како човек со 11 милиона евра. Значи не е се во парите. Добро вечер. Добро вечер. Епа, колеги, честит празник. Нека ни е векови денот на македонската азбука и јазик. Нека ни е вековита кирилицата. Абе, нека ни се вековити, ама имаме ние реален проблем. Проблем ли? Шо проблем? Па има. На катедрава годишно се запишуваат едвам 10 студенти. Имаме повеќе професори него студенти. И ако продолжи ова вака, за пар години у Македонија ќе нема наставници по македонски. Абе, јас имам внука од сестра. И викам, тетечка, запиши се кај мене на факултет, ке си бидеш наставничка, 4 збона упаѓе, летен распуст, зимски распуст, шо сакаш пубо? И она знаеш што ми вика? Дека си неарна. Тачно, тоа ми го кажа. Добро, и што можеме ние да преземеме? А што може да преземеме? Можеме да одиме од средна школа до средна школа и да ги молиме матурантите да се запишат кај нас, што можеме. Оф, леле, кој ќе не слуша, бе, колежи? Никој. Ја имам попрактичен предлог. Кажи бе дека... Шо? Па нели денешниве млади се зинати по пари, така? Да. Епа ние предлагам да им понудиме по 5000 евра за да се запишат на катедрава по македонски јазик и книжевност. Услов е на време да ги завршат студиите, доколку не ги завршат ги враќаат 5000 евра. Тоа ќе му дојде нешто како стипендија, така? Абе, кој ќе чујат за пари, има да има навалица ко муви на мед. Абе, шо ко муви на мед? Министерство ќе те одби и ќе рече немаме пари и тачка. Да, многу пари се. Абе, кој ќе разберат дека Македонија ќе остане без наставници по македонски, ќе одобрат пари и оро ќе играат. Шо 5000 евра, така? Да. 50 студенти по 5000 евра, тоа се 250.000 евра годишно. Кој не е Така, многу. не е многу Не е пари. многу. И се спасува Македонија, и јазикот, и книжевноста, и образованието. Па супер ти идејата, тогаш јави и се на министерката. Ало, Стискај палци. министерке, имаме гениална идеја. Добар ден, може една кратка анкета? Може дечко повеле? Амбасадорот на Европската Унија во Македонија Рокас даде интересна изјава. Македонија припаѓа на европското семејство и е се поблиску до таа цел отколку што се перцепира. Стварно? И ја помислив дека ние сме далеку од Брисел, колку што сме далеку од месечината. Ама чим Роки вика дека грешно перцепираме, значи тоа е гарант така. Крадец пробал да провали во Кочанската црква Свети Ѓорги, арно ама се заглавил во металната ограда околу црквата, па го спасувале пожарникари, полицајци и доктори. Абе, будала и аматер. Будала затоа што краде од црква, а аматер затоа што се закачил за оградата. Абе, ја да сум некој, не би го одглавувала од оградата 2 дена. Нека седи на оградата, нека го гледа народ и нека му се смее, па да видам дали после ќе краде. Море! Пратеникот Миле Цеков кажа збогум на Знам и на Максим Димитриевски. Па јасно беше дека Миле ќе си оди, ама тоа не е страшно заради тоа што власта има мнозинство. Така да нема да плачат ни Мицковски, ни Максим по Миле. Чим Павле Трајанов е у власта, тогаш е се под контрола. Опасно е ако Павле ја напушти власта. Тогаш за пар месеци ќе падне власт. Авиокомпаниите откажале над 13.000 летови, причина поскапувањето на горивото поради конфликтот на Блискиот Исток. Абе, дечко, јас со мојата плата едва и до мој рейдовиш можам да си отидам, па ќе се секирам за откажаните летови. Ај, чао! Енергетските тензии на Блискиот Исток може да ја погодат европската економија, предвидува Меѓународниот монетарен фонд. Па ја мислам дека ММФ е во право. Не се знае што ќе се дешава во Европа, а гледате како е кај нас. Значи, нормална економија, BDP-то расте. Ами не можеш да го сопреш од што расте. Живи свети кажа. Цениве под контрола, инфлацијата под контрола, така да си е супер. Брисел има што да учи од нас. Вие сте економски стручњак? Не бе, ја поема немам од економија, него го слушам премиеров што кажува. Он вика дека ние сме чудо од земја. И ја верувам во тоа чудо. Наскоро ќе има избори, рече премиерот.
Па добро, он мислеше на редовните избори, затоа што редовните избори се за 2 години, 2 години се околу 720 дена и што се 720 дена во однос на вечност. Не знам дали приметивте дека сите партии веднаш рекоа дека се спремни за предвремени избори и сите порачаа дека ќе победат. Баш ми ја гајле што викат од партиите. Јас знам само една работа. Ние како народ, како луѓе, како граѓани, не сакаме предвремени избори. Знаеш ли зашто? Зошто? Па кој бе пак ќе ги слуша? Митинзи, настапи на телевизија, по социјални медиуми, бла, бла, вака ќе правиме. Значи, ние немаме више нерви за тоа. Така што не ќеме предвремени избори, остајте на нараат до овде сте ни дојдени. На 4 мај беше одбележена 46 годишнината од смртта на Тито. Да. Ми текнува кога умре Тито, бев дете, плачевме сите. Добро, моравме да плачеме се. Ако не плачеш, издајца си. А сега гледам плачат по Фейсбук. Шо беше добро у Титово време, имавме пари, одевме по одмори, он не направи народ, он ни даде држава, бла, 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 аман више. Значи не се живее во историја и од историја. Се живее во сегашноста. А сегашноста каква е? Сегашноста? Има една поговорка, вика, во морето дупка. Ние немаме море. Ама затоа сме преполни со дупки. Ева министерката, здраво министерке. Добри ли сте? Добра сум, добра фризурата? Добро, ајде. Може да почнеме, Ајде. што многу настани не чекаат. А и сонцево пече да не удри сончаница. Тоа требало да мислиш на млади години, не сега на стари години да трчиш по изјави. Така, помина возот. Спремни сме, ајде. Ајде да почнеме. Ајде. Вака сега. Некои викат дека сме против евроатлантските интеграции и против Европа, а тоа е чиста глупост, не е така. Ние само нема да подклекнеме под бугарскиот диктат. И една друга работа сакам да ви кажам, дека бугарите тврдат дека Гоце е нивни, а тоа не е точно. Цел свет знае дека Гоце е наш. За кој Гоце зборувате? За Гоце Тодоровски артистот? Абе, каков артист, за Гоце Делче зборам. И сега заборев што требаш да кажеш. Па ништо немате кажано, господјо министерке, 22 часа и 17 минути против СДСМ. Точно. Тоа ми е втора тема и сакам да кажам дека таа партија треба да се укине затоа што е тоа злосторничко здружение под раководство на Зоран Заев, а управувано од Венко Филипче, и да ви кажам дека крајно време е тој предавнички мекотелски род да исчезне, односно изрод, изрод. Па што не ги уапсите? А зашто провоцирате, бе? Зашто? Ти многу се правиш паметен, зашто провоцирате така? Што правиме, бе, господјо министерке? Како што правите? Ти цело време главата лево-десно, да ме не се согласуваш, а ти ме понижуваш нагоре, гледаш, ја не сум научена така. Господјо министерке, ми влезе мушичка и затоа гледам нагоре, се обидувам да ја избркам. А ти влезе му... Господјо министерке, ја вртам со главата лево-десно, пошто така ми кажа докторот, имам спонделоза вратна и така се лечело спонделоза вратна. Ќе се лечиш. Која ќе те кажем и на газдата и на уредникот и која ќе останете без работа. Срам ве било магариња и на магарињата. Се наљутива. Абе, ти реков да не дираме мечко у онаа работа. Ќе останеме без работа. Кој ќе не примиме на овие години? Деве да се немало смисол за хумор да се немало. Значи, другар, ова стварно нема смисла. У држава се прави само да не се работи. Ја мислам дека сме држава со најголем број празници по глава на жито. Тоа дефинитивно. Бајрам не работи. Велики петок не работен. Да. Понеделник после Великден не работен. 1 мај не работен. Да, бе, да. 25 мај кога ги одбележуваме овие браќа Кирил и Методин не работен. Да. 29 мај за Душница не работен. Абе кај нас секој месец има по 3 неработни дена и плюс неделите неработни. Мислам, го мрзам овој мај, бе, жими се ти кажувам. Ја го мрзам и мај и јуни го мрзам. Пази сега мојеве вработени. Знаеш што им текнало? Си оставаат денови од одмор од лани и да си ги користат во мај или во јуни. Па кој ќе идал во Грчка, кој ќе идал на планина, кој во село, не знам што. Кај го има? Што ќе ви е одмор, бе, луѓе? Па законски ни следува.
А ти се можам у закона да сум. Значи во оваа наша држава најтешко да си бизнисмен. А не прашува ли бе нас некој како ние? Никој. Не прашува ли? Никој. А? Никој. Швалерка за одржување. Жена ненаситна по шопинзи и шетање. Не зборе. Децава сакаат да се школуваат по странски Да, бе. универзитети, пошто нашиве биле килави, а тоа кошта бе држава. Кошта. Како да се плати тоа? Плюс викендица во Охрид, викендица на Јадран. Тоа треба да се одржава, бе. Абе тоа треба да се одржава да се плати. Од каде се оволку неработни денови? Ја ги слушам сега оние лигави на европејци. Сакале да воведуваат 4-дневна работна недела. 4 дена да се работи, 3 дена да не се работи. Демек тоа било добро за фамилија, па да се дружат меѓу себе, па деца да воспитуваат. Какви се бе тие глупости? Па кај нас 6 дена се работи и едва ми издржуваме, а замисли со 4-дневна работна недела, ја ти гарантирам дека ние ќе ставиме катанес на фирмите за една година. Ма каква година нема да издржиме ни пола година? Да. А плюс трошоци што имаме? Даноци да платиш, осигурување да платиш, цариник да платиш да ти помине роба. Така ли е? Така е. Инспектори да платиш да ни ти досаѓаат секој втор ден. Тоа да не правиме модет. Бе, најтешко во оваа држава е да си бизнисмен. Слушај, за 1 мај кога ова протестиве на СС, у трет гледам двајца мои вработени. Урлаат. Шо збори? Доле гази, доле вода, барат повисоки минималци. мавица 600 тоа. евра плата. Знаеш која ќе им 600 дам евра. 600 евра плата? На куку лето ќе им дам 600 евра плата. Не 600 евра плата, отказ да им дадеш. Подитно. Како да им дам отказ, бе, одма ќе плачат у тоа ССМ, ќе јадат гона по медиуми таму, ајде. Да, за тоа си во право. Ама ја да сум на твое место, би ги чекал и би ги местал. И знаеш кога би им бапнал отказ? Кога? 3 дена пред Нова година. И Нова година да им се расипе и животот да им се расипе. А? Ова ти е многу многу си злобен, брат. Од душа ми да бе. Кономар, ај флаша виски, многу мраз. Нека пукнат душманите. Нека пукнат. И порција бадеми. Шефе, што правиме со овогодинешните одмори? Нема никаков проблем. Направете списоци кој кога сака да иде на одмор и ќе се договориме. Не мислев за правењето на списоци, него со одењето во странство. Гледаш што не направи овие европските крвници. Електронска евиденција при влез и излез од Шенген зоната. И сега имаш тука процедури, сликање, оттисоци. Дур влезеш во една Грчка ќе изгубиш 2 сати. Прво го обработан од превозниците, а сега и ние нормалните туристи. И таа пара што ја имаме, мораме да ја потрошиме во Македонија. Не можеме да мрднеме. Ние може да мрднеме, ама треба да чекаме со сати на граница. Катастрофа. И премиерот рече дека ќе се одложи системот, ама не излезе по него. Да. Ние се знаеме со години, така вие сте мои соработници. Така. И јас ќе ви кажам најотворено. Абе не мрдам во Европа кај европските крвници. Ки си идам на одмор во Македонија. Па чекајте. Дали го имаме во Охрид? Да. Бисер на Балкан. Дали ја имаме Преспа? Па Преспа преку ден си се бањаш, а навечер треба да ставиш винтјага со дугачки ракави. Ладничко, нема комарчиња. Бе нема ништо, милина, човече. Го имаме ли доеран? Медитеранска клима. Па ќе каснеш некое рипче, некоја икричка. Може да се качиш на планина, сакаш пониква, сакаш шара, дишаш бре воздух. Додека вака не малтретираат европејците, јас таму не одам. Ќе си седам во Македонија. Така викаш шеф, а? Така викам. Па штом ќе се седиш ти во Македонија, ја ќе си летувам во Македонија, не сум будала да чекам со сати да ме малтретираат. Така е. Не одам ни јас. Не мрдам. Значи, ке ме сликале, ке ме онаделе. Златен Охрид. Не мрдам од Охрид, бе. Ако треба и запалење на јањици да добијам. Не бе, шо му фали бе, Охрид, че убавина. Ај сега да се договориме кој кога сака на одмор. Ај, Па ја шеф од 1 до 20 јули. добро. Ти? Јас сакам од 10 август до 30 август. Јас сега тогаш си одам и сега. Готово. А, може? Може, договорено. Јас ќе одам во тој меѓупериод. Значи од 20 јули до 10 август јас ќе бидам на одмор. Договорено? Супер, договорено. Ето Чао така. Европо, не ме чекај. Готово. Така се. Богум Европо и очи не ми гледаш додека не сликаш и малтретираш. Тоа е патриотизам.
Тоа е патриот. Така Добро, треба. шефе, ајде Ајде, пријатно. Пријатно, се најубаво. И сите ако се како нас, Европа тогаш ќе каже, види зашто ние не треба да ги малтретираме овие луѓе, срамота. Добро, тоа го средивме. Ало, шо прежа, Марија? Еве, јас сум у парламент, да. Сега имав состанок со овие моје соработници, па се договаравме во врска со одморите. Значи, пиши кај тебе на работа дека си на одмор од 20 јули до 10 август. Да, ќе те носам на Палма де Мајорка. Шо? Шо збориш? Какви оттисоци, какво чекање на граница? Па да си ти нормално? Ти знаеш ли кој сум јас? Па јас сум пратеник, бе жено, имам дипломатски пасош. Европските процедури важат за ситна боранија, не важат за мене. Ја и ти со мојот дипломатски пасош ќе си поминеме на VIP излез. Па да, бе. Ајди, купувај се купач. Се гледаме вечер дома, чао. Еј, имаш една минута нешто да ти кажам. Ми текнува на времето. Доаѓав дома со ливче од оценки што ми го дале, знаеш, и ќе му го покажам на татко ми, татко ми ќе почне да ме кара. Леле, вика, што е ова, бе, вика, ова ли се оценки, математика, кец. Па мора да го поправиш тој кец и така ме караше стално. Кога и да донесам ливче со оценки, ме караше, ама сега се сменија времињата. Сега он доаѓа дома со ливче од резултати од крвна слика, ја го карам него, викам, што е ова? 3 глицериди покачени, мора да ги намалиш малце. Види си го холестеролот, човек, мора малце да припазиш на исхрана, мора да го намалиш. Види, железото катастрофа ти е. Се сменија времињата. Ајде друг пат ќе правиме муабет. Време е да прошетаме и тоа во далечниот Узбекистан. Таму беше професорот Зоран Гацовски, па еве ги неговите впечатоци. На почеток, како да стигнеме до оваа азиска држава која се граничи со Казахстан, Киргистан, Таџикистан, Авганистан и Туркменистан. Треба да се аплицира за виза, онлайн виза се добива во рок од 3 дена, значи електронски се аплицира и се добива визата. Потоа има летови со Туркиш од Скопје Истанбул, па Истанбул Самарканд. Со тоа што ова патување имаше доза на ризик, бидејќи беше во периодот на бомбардирањето на Иран. Значи мораше авиокомпанијата да го избегнува иранскиот воздушен простор, па беше малку подолго траеше, али се одвиваше во, да речем, безбедно. Колку часови траеше патувањето? Па од Истанбул до Самарканд 5 часа. А од Скопје до Истанбул? Саат и пол. Добро, 6,5 часови пат и не е толку страшно. Главен град и најголем град е Ташкент. Ташкент на времето бил збратен со Скопје. Ташкент ме асоцира на нашите егејци. Илјадници луѓе после граѓанската војна во Грција беа транспортирани таму. Кога веќе навлеговме во историјата, еве неколку информации важни за Узбекистан. Името е составено од зборовите уз, што значи свое, бек, господар и стан, земја. Во слободен превод, дом на слободните или земја на слободните. Оваа држава ја освојувале персијците. Таму владел и нашиот Аце Велики. Следувале арапите кога почнува исламизацијата. Узбекистан е многу познат по две работи, по патот на свилата и по императорот Тимур. Значи патот на свилата постоел и се користел 1500 години, од почетокот на новата ера до 15 век. Преку него, значи, европјаните и кинезите разменувале продукти и многу други работи. Значи, од Кина се увезувало хартија, свила, барут, зачини. Европјаните со што плаќале? Со злато, со сребро, со стаклени продукти и до некаде со волна. И тоа така, значи Букара и Самарканд биле толку развиени колку што е денеска Њујорк и Волстрит. Значи тоа што се денеска Њујорк и Волстрит биле Букара и Самарканд, биле централна точка на патот на свилата. Зборуваме за овие два града два града во Узбекистан што биле центар и најразвиени градови во светот. Значи таму процветувала културата, науката. Европа уште била во оној дарк период кај што свештениците одлучувале за се, немале никаква ни наука ни култура. Значи таму муслиманите развиле математика, развиле астрономија, развиле дури и огнено оружје. Европа биле доста назад. Сега, како почнало да бледне патот на свилата со доаѓањето на Отоманската империја, сакале тие да преземат целата трговија и дури територијално
се прошириле кон Узбекистан и тогаш европјаните сватиле дека таа рута е неисплатлива и ризична и ги развиле поморските рути, нели Магелан, Васко Дама, Марко Поло, поморските рути према Кина и тогаш станале главни империи Шпанија и Англија. Значи Шпанија и Англија го презеле приматот од Узбекистан кој веќе паднал во тотален заборав. Еден од најважните ликови на Узбекистан е големиот владетел Тимур или Тимор. Во еден период од 130 години имале своја империја, бидејќи во Тимур бил директен внук на Џингис Кан. Значи директен внук на Џингис Кан кој имал исто така амбиции да ја прошири империјата од Монголија до Европа и направил походи кај што успел да ги порази отоманите во екот на нивниот подем. Тимур не само што го победил турскиот султан Бајазид, туку и го заробил. Но подосна, кога Тимур починал, неговите синови, да речеме, се раскарале, империјата се распаднала, за тоа време отоманите повторно зајакнале и едноставно империјата на Тимур и на Узбекистан се распаднала. По отоманското владење, кон крајот на 19. век, Узбекистан е освоен од русите. Со доаѓањето на социјализмот се формира Узбечка република во состав на Советскиот сојуз. И конечно, со распаѓањето на Советскиот сојуз, на 1 септември 1991 година Узбекистан ја прогласува својата независност. Инаку населението 90% муслиманско. Државата се наоѓа во Централна Азија и е една од најголемите што нема излез на море. По површина е 20 пати поголема од Македонија, 20 пати, и по население е 20 пати поголема од Македонија, значи има 40 милиони жители. И е една од државите што има најголем прираст на население, односно секоја жена во просек раѓа по 4 деца. Колку е просечна плата во Узбекистан? Просечна плата е 300 евра, грото од луѓето работат и за 150 евра, така да може да се најде такси за 10 евра да ве вози цел ден низ градот. Значи, работната рака е ефтина и стандардот низок. Меѓутоа, за нивни услови тоа сепак прифатливо и тие имат одреден, да речем, квалитет на живот. Така. Цените, да речеме, во продавница, намирници, леп, сирења, кашкавал? Цените за нјанса помали од кај нас. Помали, поевтини, но не драстично поевтини, да речеме. Така да... Па да ви кажам искрено, ако цените се приближно како кај нас, со 300 евра просечна плата, то тешко се издржува. Тешко се издржува, да. За обичните луѓе тешко се издржува, да. Професор, например, сигурно прашавте колку има плата на универзитет? Па професор околу 500-600 евра. Има екстра богаташи со странски коли што се луксус и има екстра сиромашни, нели голема класа на сиромашни луѓе. Посетивте некое такво мало кое што е сиромашно? Па да, дури на периферните делови од централното подрачје може да се видат така, да речеме трошни куќи, така и сиромашни квартови, да. Да, но туристичките делови се сосема развиени како, например, не видов ни едно куќа скитник. Не видов, нема ѓубре околу контейнерите. Автобусите им се чисти, значи редовни. Имаат брзи возови, имаат возови 300 км на час. Има плурализам, ама кобајаги плурализам. Сите овие 30 години една партија е на власт. Ислам Кадиров беше до неодамна, се од кога почина пак некој го наследи. И 30 години една партија, има мала опозициони партии кои се декор, не шминка. Значи тие се декор учествуваат на изборите колку за да изгубат и да се каже дека изборите биле демократски. Се уште се чувствува руското влијание. Тие имат свој узбечки јазик и латинично писмо. Латинично писмо, но втор официјален јазик е рускиот и кирилицата. И имат влијание на руска музика, на руски барови, ноќни клубови. Значи тоа и доста богаташи од Русија ги насочуваат инвестициите, па и туризмот од Русија. Значи, оно што му се сега забраните локации како Европа, Италија, Франција, русите ги насочуваат кон Турција и овие држави што се во Централна Азија. Сместувањето е на ниво. Цените се 30 евра по човек во хотел со 4 звезди. Водата не се пие од чешма. Значи, немаат доволно вода. 70% од територијата е пустина. Значи, 70% е пустина, немаат дрвја, немаат шуми. Она што е нашето најголемо богатство, што не го цениме, значи, шумите и водата, кај нив ги нема. Свинско воопшто нема. Се јаде јагнешко претежно и пилешко. Национално јадење му е, го викаат плав, тоа е уствари пилав.
пилав турско под влијание на турската којна. Значи имаат влијание на турската и на руската којна. Иако јас очекував да имаат повеќе арапско влијание, меѓутоа немаат воопшто арапско влијание. Имаат турско и руско влијание. Значи јадења со ориз, јадења со тестенини, прават пирошки. Има алкохол? Алкохол нормално дека во продавниците и во рестораните има, меѓутоа муслиманите не го конзумираат, пијат чај. Во сообраќајот се полоши од нас, значи немаат сейф сити, имаат хаос, никој не застанува на пешачки премин. Еден од главните митови, име замислете, Насради Ноџа. Насради Ноџа го сметаат за нивни фолклорен херој. Тој, уствари, да речеме таков лик комичен, што се почитува од во сите муслимански земји, од Балканот па се до Кина. Значи, постои во традицијата. Според некои легенди е роден во Аксехир, Турција, според други легенди е роден во Узбекистан. И имаат доста споменици, фигури на него. И нормално се пренесува како дел од традицијата, како приказни, така, доживувања со Насради Ноџа, како ние што си го почитуваме и Тарпејо. Има некоја приказна за него? Па има неколку така, да речеме вака, Насради Ноџа седи дома и му доаѓа комшијата, сака да го поземи магарето. И вика, не е тука, син ми излезе пред 1 сат со магарето, нема, жал ми е што не можеме да ти го дадеме. И позадината се слуша рикање, рика магарето и комшијата вика, а што е тога слушам позади? Вика, па ти мене ми веруваш или на магарето му веруваш? Узбекистан е втори извозник на памук во светот, а богат е со злато, ураниум и газ. Се на се, интересна земја што вреди да се види. Одиме со 2 сладки карпошански приказни. Првата е оваа црница или дудинка. На времето биле посадени 2 црнички една до друга, па тие се гушнале и погледнете какво стебло изнедриле. Поубава фигура, чинам дека и најдобриот вајар на светов не би можел да исткае. На 20 на метри од дудинката, весело друштво, си седнале пред гаражата, си ставиле камперско масиче, пијачки, грицки и се вртат сладки муавети. Гаражата како мини ресторанче. Фрижидери, лавабо, столици, едно чудо тракатанци. Збор има Зоран Симоновски. Кај се наоѓаме ние сега моментално? Карпош 3, пред гаражите, кај што си пијуцкаме пивце стално. Секој ден? Секој ден. Па, не ден овие, од понеделник до петок, сигурно. Работни денови, да, сабота и недела одмарате. Сабота и недела се шеткараме на друго место. Што муабети се вртат? Од све по нешто, све. Ка што ќе ни падне, како сме поминали. Политика? Не интересира тоа. Оговарате ли? На, што е? Зашто ми е да оговарам? С кого да оговарам? Па не знам, ќе помине некоја комшивка па муабет за нејзе. Овде вишем комшиките, пошто сме ние староседалци од 67-ма, сите се возраст наша. Не вреди да се оговара. Нема шанси. Ај живи. Спроти Зоран седи Владо. Од некаде ми е познат човеков, ама уби ме, не ми текнува од каде. Господинов ме подсети. Ти бев инструктор по возење во 89-та година. Не биваше ли за возење? Супер. Еден од подобрите кандидати за возење. Супер. Само да ти кажам Убаво една работа. си поминуевме и убаво ни беше и забавно, а и научивме да возиме. Убаво си поминувавме, ама вториот пат кога полагав комисијата ја качив на тротоар. Да? Ма добро си. Сигурно нешто те изнервирало кај нив. Некој не бил као што треба. Така е. Се дешава, све се дешава. Трема, нели, нови луѓе. А со мене не се качи ниеднаш на тротоар. Не. Тоа е. Ете, случајна, ама убава средба што не врати 37 години наназад. Тоа вреди да се залие. Жолта? Да, жолта. Па нека е на здравје. На здравје, нека е. На здравје. Да се живи и здрави. И пред да ги напуштиме овие весели дружелюбиви момци, дојде еден комшија кој им остави тркало. Му било вишок. Ако ви треба, користете го слободно. Целава приказна ме врати во социјализмот, кога не бевме волку модерни, ама бевме поарни луѓе. Луѓе со душа. Нина Димитриевска боледува од церебрална парализа.
Нејзиното секојдневие е во постојани болки и токму затоа малата Нина треба да биде подитно оперирана. Специјалисти од Америка го преземаат случајот и гарантираат успешно закрепнување. Операцијата чини 54.000 евра, па доколку сте во можност, донирајте на следниве телефони: 143 193 за корисниците на Телеком и 143 473 за претплатниците на А1. Ви благодариме на човечноста. Не јадете грозје, така го убивате нероденото вино. Пријатно! Пријатно.